Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Во основните училишта во општина Виница се повлечени одлуките за воведување на ротација на смените во изведувањето на наставата. По протестите што ги организираа родителите, образовните установи со писмено соопштение ги известиле учениците дека од следната недела на училиште ќе одат според стариот распоред. Од понеделник, сите ученици во основните училишта во општина Виница наставата ќе ја следат според распоредот на часови што го имаа пред спроведувањето на одлуката за ротација на смените. Такво е официјалното писмено известување залепено на вратите на образовните институции, според кое се повлекува одлуката за сменското работење и од почетокот на идната недела учениците од одделенска настава на училиште ќе одат попладне, а за оние од предметна часовите ќе започнуваат предпладне. Промената што беше воведена од почетокот на оваа недела ќе важи до петок, а потоа се ќе биде постаро. Обврска на одделенските раководители е да ги известат учениците и нивните родители за повлекувањето на одлуката за месечна промена на смените. Во писменото известување не е наведено никакво образложение кои се причините за предомислувањето што се случува само 2 дена откако родителите протестираа пред училишните врати. Тие реагираа затоа што училишните одбори во двете винички основни училишта донеле одлуки за ротирање на смените, без притоа да ги консултираат советите на родители. Исто така, не биле земени предвид и резултатите од спроведената анкета, според која околу 90% од испитениците биле против воведувањето на промената. На средина на школска година некој да се игра мајтапи со децата и со нас, со родителите, мислам дека нема смисла. Како прво нашите деца одат попладне, имат други активности, одат на ракомет, одат на аеробик, одат на англиски. Ако оде втора смена, кое време ќе е тоа? Значи сега се испоремете. За сега непознато е дали незадоволството на родителите и учениците од повисоките одделенија, кои за впеток дури најавуваа и порадикални протести, придонесоа за повлекување на одлуката за ротирање на смените. Сепак, членови на Советот на родители рекоа дека се задоволни од брзата реакција на одговорните во училиштата и сметаат дека ваквиот потек во иднина нема да се повтори, а тие како родители ќе бидат консултирани при носењето на сите одлуки што ги засегаат учениците. Советот на градоначалници на Источниот плански регион смета дека праскањето против комарците треба да биде на државен трошок. Освен тоа, се очекува токму државните органи да го усогласат заедничкото дејствување против инсектите, наместо како досега секоја општина одделно да си го организира третирањето. Ниту годинава општините од Источниот регион нема заеднички во приближно ист период да ја реализираат редовната годишна акција за прскање против комарците. Причина за тоа е што не е постигнат договор за координиран третман со оглед на различните интереси што ги имаат дел од локалните самоуправи, каде инсектите не се таков проблем како во Кочанско и околината. Повеќе од известно е дека секоја општина ќе мора сама за себе да го организира третирањето, без оглед што со тоа се намалува ефикасноста од употребените препарати. На состаноците на Советот на градоначалници од регионот се јавило разногласие, затоа што општините Делчево, Берово, Каменици и Пехчево не биле заинтересирани воопшто да прскаат или пак евентуално тоа да го направат заедно со останатите општини. Затоа председателот на Источниот плански регион очекува решавањето на ова прашање да го преземе државата и да го координира преку своите институции. Моја препорака е да тоа не се работи на овој начин, туку да државата поведе сметка и државата да си го преземе во своји раце, заради тоа што комарците не ги разбираат границите на општините. Моја препорака е да Министерството за здравство преку нејзините институции го тоа реализира, а во колку е потребно да ние како општини партиципираме во целиот тој дел, бидејќи на глобално ниво така ќе се заштитиме од оние болести кои што ги носат комарците. Општина Кочани за оваа година ќе потроши околу 22.000 евра за четвртата поред кампања за прскање против комарците. Тендерската постапка заврши пред една недела и според техничката спецификација се предвидува да има авионско и третирање од земја. Со прскањето од земја ќе се опфати површина од околу 1200 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби и во дел од населените места во општината. Со авионското третирање пак се планира да биде опфатена површина од 3400 хектари, пред се во градот и во низинскиот дел од општината.
Поради непречено минување на река Видовишка и крај на проблемите што се создаваа при нејзино надоаѓање, изградени се 2 моста во село Видовиште. Проектот е дел од програмата за зачувување на природата. Освен мостови, во завршна фаза е изградбата и на паркови во Видовиште и Мородвис. Долгогодишните проблеми на жителите на село Видовиште со кои што се соочуваат при надоаѓањето на реката Видовишка, кога правеше оштетување на патот и на фекалната канализација во ова населено место, ќе станат минато. Заврши изградбата на 2 моста на оваа река. Финансиските средства за нивна изградба во вредност од 1,2 милиони денари се обезбедени преку секретаријатот на швајцарската влада како дел од програмата за зачувување на природата. Станува збор за регионален мост што ги поврзува селата Теранци и Видовиште. Со цел да можат граѓаните на село Видовиште непречено да поминуваат преку реката, изградивме 2 моста со широчина од 5 метра. Со изградбата на овие 2 моста исто така ќе го заштитиме и коритото и силните налити на водата во услови на дожд ќе бидат сопрени, така да ќе заштитиме и самата улица. Освен мостови, населените места Мородвис и Видовиште добија и парк со цел одмор и рекреација на луѓето, како и за организирање разни културни манифестации. Во самите паркови ќе биде поставена урбана опрема и реквизити за најмалите. Паркот во Видовиште се наоѓа веднаш до новоизградената црква, така што и дворот на храмот ќе добие убав изглед. Наскоро потребата од јавен простор во населените места Видовиште и Мородвис ќе биде задоволена во целост. Значи овој јавен простор бидејќи се наоѓа по централниот дел на овие 2 населени места, пред се ќе зависи за одмор и релаксација, меѓутоа исто така и за културно-уметнички, политички и верски збивања. Така да навистина, значи ова на граѓаните им беше потребно, тие се веќе воодушевени, затоа што ќе имате макарче каде што ќе може да го поминуваат квалитетно своето слободно време. Финансиската конструкција за изградба на овие 2 парка изнесува 3,5 милиони денари, за што средства се обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој. Кочанската полициска станица поднесе кривична пријава против 38 годишен кочанец за трговија со петарди, како и за фалсификување пари. За сторените незаконски дејствија тој ќе треба да одговара на суд. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против 38 годишниот ХК од Кочани, поради постојање основни на сомнение за сторени кривични дела, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи, како и за фалсификување пари. На 25 септември минатата година, по претходни сознанија за можно нелегално однесување на пријавениот, од страна на полициски службеници бил извршен претрес во неговиот дом. При тоа биле пронајдени и одземени 184 распрскувачки пиротехнички материи, што тој ги поседувал без дозвола. Исто така, при претресот била пронајдена и една фалсификувана банкнота во апоени од 500 евра. По поднесувањето на пријавата, осумничениот за сторените кривични дела ќе треба да одговара на суд. Жените ромки во Македонија се со најмал процент на вработеност. Со цел негово зголемување, невладината организација ХАМ од Делчево организира обуки преку кои жените се стекнуваат со одредени знаења што ќе им послужат за нивно полесно вработување. Вакво предавање се одржа и во Кочани. Од 2013 година невладината ХАМ од Делчево работи на полето на подобрување на процентот на вработување на жената ромка. Ова е втор проект од ваков тип и се имплементира во 8 општини во Македонија: Радовиш, Штип, Кочани, Виница, Пехчево и село Црник, Берово и Делчево. Целта на проектот е да се подобри вработеноста на жената ромка. Сите испитувања докажуваат дека жената ромка е најневработена, со најмал процент на вработеност, и од тие причини Европската Унија доделува средства кои што ние ќе се потрудиме максимално да ги искористиме, да го подобриме нивото на образовното ниво на жената ромка, а пред се вработливоста, што би значило дека со овие наши обуки на крај ќе се стекнат со некои вештини кои што ќе можат да ги искористат за полесно вработување и со цел да си го подобрат нивниот животен стандард. Обуката е поделена во 3 дела. Првиот дел се состои од дводневна обука на тема предприемништво, наменета за жени кои веќе имаат свој постоечки бизнис, а сакаат да го унапредат.
Вториот тип обуки се за практиканство, преку кои им се нуди на жените да одат на пракса во фирми кои се од интерес на жените, со цел да се стекнат со вештини. Обуките се спроведуваат во соработка со Сојузот на стопански комори на Македонија и Македонската развојна фондација за предпријатија од Скопје, кои се партнери на проектот и остваруваат контакт со фирмите каде што треба да се изведува праксата. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени од Европската Унија. Трибина на тема превенција и лекување на карцином организираше Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кочани со цел подигање на свеста кај луѓето за начинот на заштита и превенција од карциномите, кои во последно време земаат се поголем замав. Организирањето на трибината е во соработка со Општа болница Кочани и Комисијата за здравство. Карцином, превенција и лекување беше темата на трибината што Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кочани ја организираше во салата на мултикултурниот центар. Истата е организирана во соработка со Комисијата за здравство од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и поканети за присуство беа сите граѓани на општината. Оваа трибина е со цел да се подигне свеста кај населението за болестите кои што не дебнат, тоа се карциномите, кои што се повеќе зачестени, меѓутоа со вакви трибини се надеваме дека ќе се подигне свеста кај населението и дека тие ќе знаат подобро да се заштитат, односно да бидат овие заболувања превенирани. Кога станува збор за бројка на заболени од карцином, статистиката е поразителна. Затоа треба да се делува превентивно, велат лекарите. Во 2014 година од карцином во Македонија починале 3730 лица, што представува некаде околу 19% од вкупниот број на умрени лица во Македонија. Инаку во однос на останатите држави во Европа, Македонија се наоѓа некаде кон средината во поглед на стапката на смртност по карциноми. Во однос на нашата територија на Македонија најголема смртност има пресметано во Пелагонискиот и Скопскиот регион, а најмала во Полошкиот регион. Инаку лидери, тоест на прво место Македонија по смртност на рак на бели дробови и рак на дојка, за жал. Граѓаните на Кочани имаа можност да слушнат што се карциноми, како настануваат, кои се причините и ризик фактори за нивна појава, како се диагностицираат, кои се тераписки модалитети и на крај повеќе за превенцијата. Вакви трибини Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кочани организира на секои 3 недели со цел превенција и заштита од болести. Невладината организација Цивил започна активности за едукација и обезбедување нови наблюдувачи за предстојните избори. Едукацијата во Кочани за заинтересираните граѓани ќе биде в сабота околу пладне на градскиот плоштад. Јавен повик за пријавување на граѓаните за независни наблюдувачи на предстојните избори објави невладината организација Цивил. Во повикот стои дека без оглед во кој термин ќе се одржат изборите, во наредните 2 недели ќе бидат селектирани над 180 кандидати за различни позиции во проектот Напред, што го спроведува организацијата. Меѓу градовите во кои ќе се врши пријавувањето на заинтересираните е и Кочани, поради што Цивил ќе организира едукација и мобилизација. Активноста ќе се реализира в сабота на градскиот плоштад во периодот од 11 до 13 часот. За селектираните кандидати ќе се обезбеди обука од врвни познавачи на изборното наблюдување од составот на Цивил и невладината ГОНГ од Хрватска. Проектот предвидува учество на 14 долгорочни наблюдувачи, односно регионални координатори и 14 асистенти на координаторите кои ќе бидат активно вклучени во проектот 60 дена пред денот на изборите. Исто така ќе бидат избрани и 150 краткорочни наблюдувачи што ќе бидат ангажирани на денот на гласањето, како и мобилни тимови за мониторинг и поддршка. Апликациите треба да пристигнат најдосна до 10 март, при што треба да се испрати кратка биографија, мотивациско писмо и фотографија. Квалификациите и стручната подготовка на кандидатите за учество во наблюдувачкиот тим на Цивил имаат влијание, но не и пресудна улога. Најважни ќе бидат човечките квалитети на кандидатите, односно нивната посветеност и почитувањето на принципите на непристрасност и објективност. Дополнителни информации заинтересираните можат да најдат и на веб страницата на civil.org.mk или на Facebook страницата на Цивил. Секој кандидат кој ќе биде избран за наблюдувач во рамките на проектот Напред ќе треба да потпише изјава дека не е партиски функционер, активист на политичка партија или независен кандидат, ниту пак член на тело за спроведување на изборите.
Наблюдувач на цивил нема да може да биде истовремено и наблюдувач на друга акредитирана организација која спроведува изборен мониторинг. Едукативно предавање на тема право на рефундација на лекови и остварување право на специјализирана медицинска рехабилитација се одржа во Сдруженијето на пензионери Кочани. Истото беше во организација на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Преку програмата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за едукативни предавања на пензионерите, во управата на Сдруженијето на пензионери од Кочани се одржа предавање на тема право на рефундација на лекови и остварување право на специјализирана медицинска рехабилитација. Предавачи беа лица одредени од Фондот за здравствено осигурување, доктор Лила Коџоман, лекар по општа медицина, и Блерим Османи, дипломиран правник во Фондот за здравствено осигурување. Предавањето е дел од едукативните предавања од областа на здравството и здравствената заштита што Фондот за здравство ги одржува во сите здруженија на пензионери во Македонија. Предавањето е резултат на добрата соработка меѓу Сдруженијето на пензионери од Кочани и работната единица на Фондот за здравствено осигурување. Предавањето предизвика голем интерес кај пензионерите, на кое што беа присутни околу 40 пензионери, членови на Сдруженијето. Темите предизвикаа интерес кај присутните и на предавачите им беа поставени доста прашања. Вакви едукативни предавања Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе организира и понатаму. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.